civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Како ќе го цените изборниот процес и нели денеска имаме конститутивна седница, што мислите каква влада ќе се формира и како таа ќе функционира? Кои се вашите очекувања? Прво што се однесува до изборниот процес, тој беше релативно пристоен, но има се уште забелешки кои не се расчистени. Јавноста се уште очекува одговори за хакирањето и на страницата на ДИК и на серверот на ДИК. Така што додека не се расчистат сите тие обвинувања, не можеме до крај да заклучиме каков бил изборниот процес. Важно е да се расчистат тие работи, бидејќи земја која е членка на НАТО и претендира да почне преговори со ЕУ, мора да ги расчисти тие изборни нерегуларности доколку постоеле до крај. Што се однесува до владата, исто така и тука е се уште рано да се предвидува. Мислам дека денешната конститутивна седница на Собранието ќе помине без некакви политички одлуки. Ниту ќе се избере комисија, ниту ќе се избере председател на Собранието, бидејќи партиите најавија дека допрва ќе ги почнуваат преговорите за влада. Така што и за тоа мора да почекаме да видиме како ќе се одвиваат работите. Уредно, меѓутоа што очекувате вие? Кои се вашите очекувања со оглед на тоа каков изборен процес имавме, во какви услови тој се спроведе? Дали генерално сте задоволни од процесот, како помина тој? Јас мислам дека процесот беше генерално окей. Имаме забелешки кои треба да се расчистат, меѓутоа треба да бидеме подготвени на фактот дека сме ги спроведувале изборите во една ненормална ситуација. Во таа смисла и одзивот не беше катастрофален, односно беше пристоен, не може да се забележи на легитимноста на резултатите со таквиот одзив. Така што мислам дека никој нема некаква политичка волја или желба, ниту кај критичката јавност, ниту кај политичарите, да се проблематизира дополнително процесот. Мислам дека сите сакаат што побрзо да се заврши и да се реституираат институциите кои се неопходни за дополнително справување со кризата. Така што, каков и да бил процесот, какви и да ни се забелешките, сега е тоа завршена работа. Уред, што очекувате од новата влада? Дали, независно нели како и да се формира во услови кои што и се наметнати, постои можност да ги спроведе реформите целосно од онамо од кај што застана во однос на членството во ЕУ? Тешко ќе биде да се спроведуваат реформите, особено оние кои се однесуваат на владење на правото, оваква констелација на односите, се изгледа дека наредната влада, каква и да биде таа, ќе биде нестабилна и дека нема да биде многу комотна во својот мандат, што е предуслов за спроведување на посуштински реформи, така што мислам дека не очекува еден мачен политички период и со пандемијата, и со нестабилната ситуација политичка во Македонија, и со големите предизвици кои не чекаат и за да ги почнеме преговорите и откако ќе ги почнеме преговорите. Така што очекувам дека наредната влада, која и да биде таа, ќе се помачи малку. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.